Да, повелете, говорете. Здраво, Јанко. Горе на телефон. Од Радишин. Се јавувам поради една мака. Не знам дали ме слушате. Да, ве слушаме, говорите слободно. Прво да ти се заблагодарам лично на тебе и на целата екипа за вашата мала помош, ама за мене голема во 2014 што ми помогнавте на некој начин. Тогаш барав помош за собирање на овие донирачки средства за операција на тоа што ми требаше. Пари за операцијата тогашна. Во време кога, во истиот период кога и малата Тамара собиравме заедно, но ете, за жал она не успеа да се избори до крај, да преживее. Се јавувам со повод и да ви се заблагодарам за тогаш што го спомнавте моето име и што ми се јавија тогаш што ми донираа луѓе. Господ здравје да им даде на сите и слога во секој дом. Но еве после толку години сега се соочувам со друг тип на проблеми. Исто е проблем со државните институции, но тогаш како човек со ретка диагноза, мускуларна дистрофија, докторите ме одбиваа да ме лекуваат во државно здравство и затоа бев тогаш принуден кај доктор Жан да се оперирам. Сега е сосема друга ситуација, иако тие две комбинации од дистрофијата моја и операцијата на дебелото црево, никој не може да свати во државава, ниједна институција не ги гледа, не ги помага, не ги заштитува, ништо не прави за нас, конкретно ќе кажам за нас инвалидите. Бев многу среќен и благодарен порано, се додека не ми се појавија проблеми семејни. Конкретно се работи за, ако можеш да замислиш, сите ние инвалиди, што сме со телесен, ментален хендикеп или комбиниран хендикеп. Во Македонија не се зборува, Јанко, јавно, а сите го знаат тој проблем. Здравото дете во семејство каде што има инвалид, здравото дете секогаш го спречува, уствари во повеќето бракови, во повеќето семејства, што било запоставено здравото дете во време кога се грижеле родителите за хендикепираното дете, на поголема, на повозрастни кога стануваат здравите деца, стануваат лакоми и ги спречуваат инвалидите да формираат семејство. И сега се наоѓам во една многу тешка ситуација каде што здравото дете, по мојот случај родена сестра, ја користи мајка ми, поточно ја искористи ситуацијата со корона, под изговор
болна е, она ќе ја чува. Сите пријатели што ми се пожалиле, инвалиди на времето, што им прават на нив, ми дојде и на мене на глава. Значи, истата шема, истата финта ја користат здравите деца врз нас, инвалидите. Ниједна институција не реагира, не мрда со прст, ај ке речеш ова фати корона, не знам, сите беа занесени во како да кажам, борба за да го смениме името, уставот, не знам што, глупости, еден куп, легализации на марихуана и све што, а за нас, инвалидите, никој не мрдна со прст. Бидејќи никој не помислува на нас, во 2018 година земав, напишав изјава своерачно, викам ај да пробам преку институции, преку медиумите, да се обратам до државните институции, да се промени ова слепило на институциите. Подпишав, Јанко, изјава за посмртно донирање органи. Бидејќи мојата мускуларна дистрофија е проблем на телото со мускулите. При мал стрес јас губам сила, ми омалаксуваат мускулите и ми се влошува здравјето. Наместо да спортува, секој инвалид да спортува за да го одржи физичкото здравје, за да живееме подолго на земја, нас стресови што ни прават семејството, роднини, пријатели, непријатели и државни институции, нас ни го влошуваат здравјето. Не знам, имам многу за зборење, се плашам да не сум предолг и досаден на гледачите, ама имам голема мака и не можам да премолчам веќе. Значи, подпишав изјава за да дојде некој медиум, за да ме има на медиумите, за да сватат луѓето дека не треба гробиштата во Бутел да се шират, туку за да има каде да живееме и каде да се обработува земјата, да се прехраниме како луѓе. Нек ни слушнав 8 милиарди жители. Каква е таа планета? Се помалку има верници, а се повеќе има жители. Мене ме загрижува, Јанко, ова ситуација. Све се безчувствителни суштества на планета изгледа више. Страшна работа. Кога своја сестра, своја мајка, свој татко, свој братучеди, роднини, пријатели, ти кренале раце од тебе, од пријателство, од другарство. Имаш потреба од мајстор, од било каква интервенција во домашни, за дома не можеш да најдеш мајстор да ти поправи нешто. Ова е луда работа. Сите се занеле по името, по бугарските барања, по марихуаните, по грчките барања. Никој не збори за нас, инвалидите. Што е ова? Дај нека не соберат, нека не сотрат, нека не утепаат, нека ни ги извадат органите, нека си ги продаваат таму на милиардерите, само
Само да се стави крај на ова лудило. Страшна работа е, Јанко. Не знам што да кажам. Подпрашај ме нешто ако имаш некое прашање. Се прашувам дали сум досаден. Немам што да ви кажам, само да ви се заблагодарам. Држете се, чувајте се со Господ напред. Тоа е. Лека ноќ и пријатно. Фала ви што се јавивте и што го споделите ова со нас.